Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Амбасадорот на Обединетото кралство во Македонија Метју Лосон во посета на Прилеп. Колку новинарите се заштитени и безбедни во извршувањето на својата јавна функција. Во Прилеп пелагониските новинари дискутираа на оваа тема. Во Прилеп се одржа првата ораторска вечер во организација на Ротари клубот. Бележиме повеќе настани од областа на културата. Времето денеска сончево и релативно топло. Урбан маркетинг. Што ќе готвите за новогодишните и божичните празници? Празничната трпеза ќе блесне со традиција, со пита и баклава, со корите направени со љубов и мајсторија од Чиколукс кривогаштари. Веќе 17 години, Чиколукс е дел од секој празник. Семејство насмејано околу масата, со празнична атмосфера и топлина. Чиколукс кривогаштари, 17 години љубов. Best Solar Крушево, за ваш енергетски ефикасен дом, квалитет и екстра услуга. Кога грејната сезона е тука, ние се грижиме за удобноста и топлината во вашиот дом. Продажба и монтажа на системи за грејење на топла вода. Со нас секогаш добивате удобен комфор во домот. Best Solar Крушево. Ако сакате централно грејење, ќе имате енергетски ефикасен дом. Само со нас, Best Solar Крушево. Ние сме подготвени. Подготвени ли сте и вие? Ако сакате вкусна семејна трпеза, повелете кај нас, живинарска фарма Долмени Прилеп, со продажно место во центарот на Прилеп кај посадот и Тарпео. Кај нас можете да најдете јајца со врвен квалитет и екстра цени за секој џеб. Еколошки, здрави, свежи со различна големина и врвен квалитет. Цените се прилагодени за сите што сакаат за престојните празници да имаат вкусна семејна трпеза. Направете го вашиот омилен специјалитет. Вкусете ги нашите јајца. За сите вас во живинарската фарма Долмени Прилеп ве очекуваат најубавите јајца. Дојдете, купете и имајте ги најубавите новогодишни и божични празници. Среќни празници со живинарска фарма Долмени Прилеп. Секое патување ново доживување. Со Роман Прилеп патувајте до вашата дестинација заедно со нас. Секоја авантура се нови спомени и незаборавни моменти. Секојдневни патувања за Албанија и Црна Гора. Новогодишни и божични тури. Метеори, божичното село Трикала. Со Роман Прилеп. Контактирајте не на 078-259-499. Превоз на патници Роман Прилеп. Ваш сигурен превозник. Секое патување со нас за вас е ново доживување. Роман Прилеп. Роман Прилеп. Трио 95. Вкус за вашата семејна трпеза. Традиција и квалитет. Вкусни производи кои мора да се пробаат и вкусат. Лиснати погачици, пици, моите кифли, пирошки, кори, лиснато тесто, тесто за пици. За вас и за вашата празнична семејна трпеза. Нашите производи ви носат вкусни спомени. Пробајте, вкусете и уживајте со нашите производи. Добар апетит со производите на Трио 95 од Прилеп. Среќни празници. Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп. Подготвен за вашите предновогодишни прослави. Прославете и наздравете за новата година со вашите деловни партнери, колеги и пријатели во прекрасен амбиент со највкусна храна во Прилеп и местни специјалитети. Салати, рибина чорба, скари, поховани даски, ширдени тави и уште многу други специјалитети по ваш избор со претходна нарачка. Телефон за контакт 078 276 204. Капацитет за 80 гости. Гостилница Еснав, ваш одличен избор за семејни прослави, роденденски забави, деловни состаноци и средби. Бирајте мудро, бирајте паметно. Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп. Урбан маркетинг.
Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветановска. Во општина Прилеп денеска амбасадорот на Обединетото кралство во Македонија Метју Лосон оствари средба со градоначалникот Дејан Продановски во присуство на претседателката на Советот на општина Прилеп и прилепските пратеници. На средбата станало збор за потенцијалите на општината, бизнис климата, тековните и планираните инфраструктурни инвестиции, како и поволностите кои општината ги нуди за потенцијалните инвеститори. Од страна на амбасадорот била презентирана работата на Британската бизнис асоциација со јасна определба за зајакнување на деловните врски и поголема поврзаност помеѓу компаниите, можност што отвора пат за нови инвестиции во регионот. На средбата се разговарало и за договорот за стратешко партнерство помеѓу двете влади, чија реализација опфаќа и капитални проекти од огромна важност, меѓу кои изградбата на хидроелектраните Чебрен и Галиште. Воедно, двете страни ја потенцирале важноста за зацврстување и предлабочување на билатералните односи за подобрување на условите за живот, развој и економски напредок. Во Прилеп новинарите од Пелагонија дискутираа на тема слобода на изразување и правни механизми за заштита во случај на загрозување на безбедноста, со фокус на стратешките тужби против јавно учество. Настанот беше во организација на Сдруженијето на новинарите на Македонија. Добро е што Сдруженијето на новинари на Македонија навремено своите членови ги информира за овие настани и овие појави, ги едуцира, им дават доволно основа како да се справат со нив, што треба да направат, какви чекори треба да преземат и се надевам дека со добро новинарство, со проверени факти ќе успееме да се бориме против оваквите тужби од страна на овие лица. Задоволство е на Сдруженијето на новинари што има интерес да се разговара за теми кои што се важни за интегритетот, етиката и безбедноста на медиумските работници. Конкретно разговаравме малку повеќе за така наречените тужби против јавно учество или слеп тужби и се обидовме преку адвокатите кои што го застапуваат Сдруженијето на новинари, односно нашите членови, да даеме на знање дека без разлика што можеби безбедноста на новинарите во Република Македонија е на побезбедно ниво, бројките се ниски и тоа е добра вест. Бележиме повеќе настани од културата. Во градската библиотека синоќа се одржа првата ораторска вечер во организација на Ротари клубот Прилеп, на која учествуваа 19 оратори на тема правото на изразување без цензура и ограничување. Секој има право на слобода на мислење и изразување, што го опфаќа и правото да не биде вознемируван за своето мислење, како и правото да бара, прими и шири информации, идеи со било кои средства и без оглед на границите. В понеделникот 20 часот на сцена 105 ќе биде прикажана современата трагикомедија "За нас почнува живот", чиј автор е Ѓерч Шпиро, а режијата е на Дејан Пројковски. На 16 декември, вторникот 20 часот, популарниот актер Сашко Коцев ќе го реализира неговото стендап шоу "Широк дијафазон". Гостувањата се дел од одбележувањето на јубилеот 75 години Народен театар Војдан Чернодрински, кој исто така поканува на вечери кои ќе бидат исполнети со смеа, емоции и добра енергија. Воедно театарот Војдан Чернодрински со представата Чиста куќа од Сара Рул во режија на Тамара Стојановска на 13 декември ќе гостува во Никшич. Веднаш по враќањето од Никшич на 17 декември среда од 20 часот на сцена 105 ќе биде изведена првата реприза на представата Црнила во режија на Дејан Пројковски. Временска прогноза. Времето денеска сончево и релативно топло со мала до умерена облачност. Во утринските часови наместа имаше зголемена облачност која во текот на денот се намали. Минималната температура во Прилеп -2, а максималната достигна до 10 степени. Продолжува периодот на стабилно и релативно топло време. Во текот на ноќите и во утринските часови ќе има појава на магла на одредени места и зголемена облачност која во текот на денот ќе се намалува. Временска прогноза. Следевте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, декември 2025.
Одговорен уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.